Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал. Пред 10 дена за време на сајмот на книга имаше еден многу убав момент за мене. Ми беше доделено признание, награда за промотор на читачка култура. Тоа е ова признание од страна на Македонската и асоциација на издавачи. И сакам да застанам за момент, да помислам на тоа што значи да се биде промотор на читачка култура. Да, едноставно да го споделам овој момент, убав момент за мене со вас. Она што ми се допадна е, прво сум благодарен за поддршката ваша. И она што многу ме израдува, што кога го споделив ова на Facebook, кога напишав дека го добив ова признание, повеќето коментари ми напишавте дека ова е заслужено и тоа ме радува. И она што исто така ми се допаѓа е што ова не е само за една рецензија или за некој изолиран труд или настан, туку е за она што го правам овие изминати неколку години. И она што исто така многу ми се допадна е што речиси во исто време се совпаднава со јубилејот од 5 години на постоење на каналот Читачот, на кој што зборувам за книги, за литературата општо, пред се за романи, раскази. Во последно време, ако ме следите, знаете дека почнав да го проширувам малку концептот и да зборувам за некои филозофски идеи, можеби за некои филозофии или за теорија на литературата. И сакам да продолжам со тоа малку, едноставно да не останам само на зборување или правење осврти за романи. И ми се допаѓа и самиот назив на ова признание, промотор на читачка култура. И всушност себе си се гледам и се доживувам како популаризатор, па и промотор на читањето општо. Значи, пред се не сум заинтересиран за книжевна критика, не знам, од академски тип, што би ја пишувал и би одела во некакви книжевни списанија, туку баш сакам да допринесам да се зборува за книги, за добри книги, за романи, социјални медиуми, не знам, во јавноста, во јавниот дискурс, колку што може повеќе, и ако можем да допринесам во однос на тоа ме радува. Сега тука е дискутабилно, промотор на читачка култура, читање, може да се спомнат неколку работи, може да се спомне, па тие што читаат, веќе читаат и тоа е одредена група на луѓе и тука не може да се смени ништо, не може никој да се инспирира да чита сега на одредена возраст, да почне да чита, не сум сигурен. Мислам дека може да се инспирираат луѓе да почнат да читаат, и ако не биле читатели до тогаш, исто така може да се каже дека едноставно читањето страда поради другите, не знам, форми, поради филм, серии, интернет, значи немаме време за бавна активност како што е читањето. Не знам што би кажало тука, сепак сметам дека читањето си има своја привлечност и може да се повеќе луѓе почнат да читаат книги. Може да се каже дека читањето е тука, нели, да ни го оттрне вниманието од тажната или тешката секојдневна реалност. Да, може да го направи тоа, меѓутоа мислам дека читањето, романи во случајот, да речеме, има многу поголема не знам, широчина и влијание отколку само тоа. Мислам дека читањето е покомплексна функција има и длабочина отколку само да ни го тргне вниманието, не знам, од реалноста која што можеби не е убава или да не разоноди, да не забавува, може да не разоноди, може да не забавува. Литературата треба да биде возбудлива, меѓутоа литературата конечно ни помага да дури веројатно и посуптилна и поуспешна од филозофијата, да го запознаеме светот околу нас, да се запознаеме самите себе си, да запознаеме реалноста и на крајот од краиштата јас тврдам дека може да направи подобри луѓе. Подобри луѓе не само во некаква си морализаторска рамка или смисла, туку луѓе со пошироки сваќања, луѓе со поголемо сочувство, луѓе со поголема емпатија. И во крајна линија и по-културни луѓе, да не направи по-луѓе, по-човечни да бидеме. Може да се забележи веднаш, самиот си поставам прашање, што е со луѓето што биле многу начитани, а биле способни, имале капацитет за огромно зло, да речеме. Меѓутоа,
тоа мислам дека спаѓа во друга категорија. Мислам дека да, можеш ти да бидеш многу начитана личност, меѓутоа ако не се потрудиш, ако немаш самодисциплина и ако не се потрудиш да бидеш подобра личност, можеш да бидеш и лоша личност и некултурна личност и така натаму. Меѓутоа мислам дека сепак останува моќта на литературата, на романите да не направат подобри луѓе. Живееме покултурни луѓе и живееме во време на, за жал, на некултура, на речиси на безред, на знаете, кога нема чувство на прав, живееме во земја каде што немате чувство на правда, на правичност, тогаш луѓето стануваат во искушение да станат некултурни, дрски, безобразни и едноставно да си тераат по свое, затоа што знаат дека нема да има никакви последици тоа за нив. Меѓутоа сепак верувам дека читањето на книги, романи, може да луѓето да ги оплемени, да едноставно да ги прошири нивните видици и да ги направи покултурни и похумани и подобри личности. Може да дискутираме за ова, меѓутоа ако сакам во ова видео да издвоам еден аспект на читањето што се надевам дека преку моето промовирање на читање и на литература ќе допринесе особено во нашето општество денес. Можеби сум идеалист, можеби ова наивно, и тоа сепак верувам во тоа, дека ќе ни помогне да бидеме почовечни, похумани, посочувствителни, едноставно покултурни луѓе. Може да се зборува за многу аспекти на читањето, ќе зборувам во други видеа, ќе се осврнам на тие нешта, и тоа ова сакав да го издвојам за ова видео. Ви благодарам на поддршката, на сите коментари, критики мои за некои романи или препораки за романи кои што земале сте ги прочитале, ви се допаднале, а ако сум успел да потикнам некој да чита повеќе книги или да почне да чита, тогаш се радувам за тоа. Фала ви уште еднаш на поддршката. Може да ме заследите тука на YouTube, ако случајно сте дошле до ова видео, можете да се иснете лайк или subscribe, да ме најдете на Facebook и на Instagram. Ова признание, ова награда навистина ми значи и затоа сакав да го споделам тоа во ова видео, да го означам овој момент. Чувајте се, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!